Власта ги извиси работниците. Проширените мерки за помош на стопанството со кои денес се пофали владата ќе удрат врз грбот на работниците. Наместо да се заштитат работните места, надлежните го укинаа условот со кој работодавците беа обврзани да ги задржат сите вработени до крајот на јули. Сега фирмите можат ем да ги користат мерките, ем да отпуштаат работници. Микро и малите компании со најмногу 50 вработени ќе може да отпуштат до 15% од вработените. Оние до 250 вработени 10%, а големите компании 5% од вработените. Мораме да бидеме реални и да кажеме дека ќе има и такви кои што можеби ќе ја загубат работата. Ќе има и такви на кои што можеби платите и приходите ќе им бидат помали. Важно е дека се трудиме системот да ги адресира и да ги задоволи сите. Најпрво фокусот да биде да ги задржат за доброто и на работодавачите, и на работниците. Ако се случи работниците да го изгубат работното место и согласно постојното законско решение, тие имаат можност да користат надоместок за при невработеност. Најпогодените сектори туризам, угостителство и транспорт ќе можат да користат две мерки. Новата уредба предвидува тие да добијат и минимална плата од 14.500 денари и 50% за плаќање на придонесите, или најмногу до 5.000 денари по втората ставка. Со ова работодавачите од овие сектори ќе може да добијат најмногу до 19.500 денари по вработен. Фирмите кои ќе прикажат добивка за тековната година ќе имаат обврска да ги вратат парите на државата. Ова уредба на власта тогаш беше најкритикувана во јавноста. Сега надлежните смируваат. Наместо да се вратат во буџетот, парите ќе може да се користат како грант, и тоа за набавка на нова опрема, инвестирање во нови технологии или зајакнување на човечкиот капитал. Сепак, токму најавата за враќање на државната помош ги исплаши малите компании и самостојните вршители на дејност, кои стравуваат да аплицираат за мерките на владата. Инаку сите кои сакаат да аплицираат за државна помош, ќе треба тоа да го сторат најдоцна до 7 мај.